вторник, 14 ноември, кратки вести во 12 часот. Деновиве вниманието на минувачите повторно го привлекуваат раскопаните делови од езерското шеталиште и извадени бекатон плочки, како и поголеми бетонски парчиња од кеот. Охрид прес на оваа тема пишуваше и на почетокот на месецов. Последните оштетувања предизвика и откинување на поголеми бетонски парчиња од кеот во езерото. Дали секогаш брановите се причина за ваквата состојба или е дело на човекот, не се знае. Како и да е, ваквата состојба треба што поскоро да се санира со оглед на тоа што овој дел охриѓани секојдневно го користат за прошетки и рекреација. Граѓаните со апел да се санира проблемот од една страна за да не дојде до проширување, а од друга страна што градот мора да се подготви за предстојните празници, кога се очекува солидна исполнетост со домашни и странски гости. Следната година предвидено е да се изврши рехабилитација на граничниот премин Ќафаса, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски по средба со представници од Светска банка. Предвидено е проширување на преминот со нови коловозни ленти, како и модернизација на кабините на вработените при Министерството за внатрешни работи и Царинската управа. Бочварски истакна дека приоритет е подобрување на инфраструктурата и развој на транспортот, а преку проекти на Светска банка ќе се подобри ефикасноста на граничните премини и на патиштата. Денеска се одбележува Светскиот ден за борба против диабетесот, немање континуитет во достапноста на современа терапија, пристап до медицински помагала за мониторинг на гликемија, како и недостатокот од континуирана и структурна едукација се предизвиците со кои се соочуваат пациентите болни од диабетес. Во Република Македонија, според регистарот за шеќерна болест за минатата година, бројот на ново регистрирани, ново диагностицирани болни со диабет изнесува 7737 случаи, а вкупната преваленца 134.668 случаи. За оваа болест нема возрастна граница, а најчесто е диабетес тип 2. Лекарите препорачуваат движење, физичка активност и консумирање храна повеќе пати во текот на денот, но во помали количини. Времето денес сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.